Професорот Сашо Манасов е денес заедно со нас во нашето студио. Професоре, вашето искуство и на научниот институт во имплементирање на решенија поврзани со загаден воздух во урбани средини. Благодарам. Се започна во 2015 година, кога јас, а подоцна и нашиот институт кој што го формиравме, бевме партнери на меѓународен конзорциум составен од универзитети од Велика Британија и Соединетите Американски држави и иновативни технолошки компании од Соединетите Американски држави. Целта на нашиот конзорциум беше да креираме иновативно решение кое што ќе може да биде применливо во секоја урбана средина, флексибилно и надоградливо решение кое ќе биде поевтино и поефективно од постоечкото решение. А кое е тоа постоечкото решение? Значи, во светот и во Македонија постојат така наречени државни референтни системи или државни референтни станици, кои што го мерат глобалното загадување на определено подрачје. Во Македонија има такви 20 референтни станици, од кои што 5 се распределени во Скопје, а другите 15 се во другите градови во Македонија, што значи во многу градови и населени места не постојат вакви референтни мониторски станици. За нив е карактеристично што даваат точни резултати, меѓутоа се многу скапи и бараат скапо одржување, калибрација, сервисирање и така натаму. Но од друга страна, загадувањето на воздухот не е равномерно распределено. Значи, постојат жаришта на загадување, каде што концентрациите на одредени загадувачи може да биде до 8 пати повисоко отколку што го покажуваат државните референтни станици. Да, веројатно затоа што е пооддалечено малку од нив. Така е. Значи, овие жаришта на загадување се појавуваат обично покрај прометни улици, булевари, покрај градилишта, индустријски капацитети, покрај автобуски постројки, ги има покрај училишта, градинки, пазаришта и така натаму. И овие државни референтни станици не можат да ги откријат жариштата на загадување и изворите на загадување. Токму во таа насока, нашето решение беше за да се реши проблемот со загаден воздух во урбани средини, треба да се формира така наречена хиперлокална мрежа, што значи поставување на голем број на сензорски монитори на растојание од 30 до 60 метри, кој што ќе овозможи да се решава, да се откријат жаришта на загадување и извори на загадување. Тука би кажал една споредба. Еден државен референтен монитор може со неговата цена да се купат 100 вакви сензорски монитори кои што може да покријат големо подрачје во еден цел град и кои што ќе овозможат она што не можат референтните станици да ги мерат жариштата на загадување и изворите на загадување. На ваков начин, извинете што ве прекинувам, на ваков начин е решено аерозагадувањето во многу големи градови, не само во Европа, туку и во светот. Еден од нив е Лондон, Париз. Да. Во 2016 година ние го патентиравме нашето решение, се формира компанија, ги добивме сите потребни еколошки сертификати во светот и нашето решение се разликуваше од тогашните технологии по една иновативност, која што иновативност е поврзана со давање на точни резултати. Значи, нашите резултати користат така наречена колокација и далечинска калибрација, која што овозможува сензорите да даваат точни резултати. Што значи тоа? Сензорите кои што постојат во овие монитори, тие ги менуваат карактеристиките врз основа на некои надворешни фактори, како што е влажноста на воздухот, температурата, големо загадување и треба постојана калибрација. Ние имаме далечинска калибрација која што може сите тие промени во истиот момент да се направат овие параметри и да се промени, да се добијат точни резултати. Така, например, за овие 8 години
ние имаме реализирано проекти во повеќе од 50 држави во светот, во повеќе од 90 метрополи во светот, би ги спомнал Лондон, Париз, Хелсинки, Марсеј, Лос Анџелес, Сан Франциско, понатаму Сиднеј, Ванкувер, Абу Даби и така и многу други метрополи во светот. Би спомнал дека во 2018 и 2019 година Лондон и Париз спроведоа еден пилот тестирање проект во кој што поканија 9 најмалкни компании, технолошки компании во светот, кои што чии сензорски системи требаше да ги тестираат година дена. После тестирањето, тие избраа нашата компанија, кој што покажа најдобри резултати во мерење на загадувањето на воздухот, справување со загадувањето на воздухот и веќе 5-6 години работиме во овие градови и веќе овие градови имаат извонредни резултати, веќе се меѓу најчистите градови во Европа, иако знаеме дека Лондон беше град кој што имаше со температурни инверзии, со магла и така натаму. Веќе го сведоа загадувањето на разумни граници од 6-7 микрограми на метар кубен на годишно ниво. Сега, логично би било да продолжиме со тоа како го направија тоа. Но, бидејќи немаме доволно време, јас јавно ќе ве поканам во некој од следните емисии со фотографии да им покажеме на гледачите дека на вистина доколку се сака може да се среди аерозагадувањето, може да се намали и се разбира волјата треба да биде не само на граѓаните, туку и на општинските власти, на државата и слично. Само да напоменам дека нашето решение овозможува брзи резултати да се постигнат. Значи, со одредени чекори може да се постигнат резултати за 1 година, 2 години и така натаму. Бидејќи имаме решение кое што вклучува повеќе чекори и дава изворедни резултати преку една временска рамка, таргетираме кои све активности треба се направат. Меѓутоа, пред да се почнат тие активности, ја гледав и во прилозите, покажуваат нашите градоначалници и така натаму, покажуваат неко можно е тоа и така натаму. Меѓутоа, ние прв чекор што треба да го направиме, тоа е невидливото да го направиме видливо.